вечер. Ова требаше да биде првиот ден од неделата на одлука и на пресвртница во политичката криза, но според последните информации, специјално делегираниот пратеник во Македонија за посредништво во политичката криза, Јоханес Хајндел, најверојатно во Македонија ќе дојде дури следната недела, бидејќи претходат консултации во Берлин, во Вашингтон, се спомнуваат и Хаг и Атина, каде што ќе се договара пристапот на Хајндел како ќе настапи во посредништвото за разрешница на македонската политичка криза. Граѓаните во оваа држава, политичките партии, сите се во исчекување како тој ќе настапи, дали се оправдани очекувањата за брза и ефикасна разрешница со германско посредништво, особено што повторно ќе се преговара со истите актери на политичката сцена. За можната пресвртница во политичката криза вечерва разговараме со господинот Горан Рафајловски, поранешен амбасадор на Република Македонија во Германија. Господин Рафајловски, добро вечер. Добро вечер. Госпоѓа Маленка Ристевска Јорданова, директорка на Институтот за европски политики. Добро вечер и добро дојдовте во студиото на Отворено. И колегата Љупчо Поповски, новинар, утрински весник, долгогодишен експерт во областа на надворешната политика, човек кој што ги анализира сите овие случувања во едни пошироки рамки. Ви благодарам и вам што сте вечера тука и добро вечер. Именувањето на специјалниот пратеник е протолкувано како знак за голема загриженост на Германија кон случувањето во нашата земја, што во неколку наврати беше изразено и од страна на високи официјални представници на таа држава. Човекот кој тие го испраќаа да помогне во разрешувањето на политичката криза, Јоханес Хајндел, е опишан како директен и одлучен дипломат без влакна на јазикот. Господин Рафајловски, вие го познавате Хајндел лично. Како вие би го опишале пред македонската јавност и што може да очекуваме од него? Па видите вака, дипломат без влакна на јазикот нема. Значи, сите дипломати всушност се обидуваат на еден дипломатски начин, со дипломатски речник да ја истуркаат својата агенда. Хајндел е искусен дипломат. Тој бил и новинар, поминал многу степеници во Министерството за надворешни работи, бил делегиран во многу амбасади низ светот, работел на разни проблеми, значи од известувач во новинарството, преку политиката, преку безбедносни проблеми во политиката, регионални координации и е особено добар познавач на состојбите во Западниот Балкан, односно Југоисточна Европа, од еден историско-политички аспект би рекол. И мислам дека, имајќи предвид неговата биографија, имајќи предвид загриженоста, како што вие кажавте, на Сојузна Република Германија, на Европската заедница, па и на Соединетите Американски држави, околу политичката криза и разврската во нашата држава, мислам дека ова е едно солидно решение и на еден ваков енергичен, но истовремено искусен дипломат, што го праќаат во Македонија. И сите се надеваме дека ќе допринесе за подобрување на динамиката во преговорите, односно за зголемување на динамиката и се разбира за едно решение кој ќе биде на задоволство пред се на демократската јавност, односно на граѓаните на Македонија и кој ќе кореспондира со демократските процеси во Македонија, решение кое што треба да ни изведе нас како заедница од овие турбулентни процеси и нервози и навистина да не постави постабилно на патот кон интеграционите процеси и кон развојот во демократија. Претходниот обид за решавање со странско посредништво имаше на патот доста пречки, многу пати имаше застои во обидите да се исполнат оние услови кои што беа наметнати, односно предложени како услови за реформи. Вие во едно интервју велите Хајндел ќе биде сослушан и прифатен од сите политички лидери, бидејќи тој е ценет и влијателен на повисоко политичко ниво од останатите колеги посредници во решавањето, односно спроведувањето на договорот од пржина. Очекувате ли поинаков пристап? Значи, фактот што тој е директно поставен од министерот за надворешни работи, односно Министерството за надворешни работи на Сојузна Република Германија, кажува дека координацијата ќе биде со неговата централа, ќе биде брза, ефикасна и неговиот збор и она што
ќе го договори тука, ќе биде во директна, многу брза кореспонденција. Не и до сега не било така, меѓутоа овој случај на вистина ја става целата таа комуникација и динамика во политичкото преговарање на една повисока шина и мислам дека му посакувам прво на Хајндел да успее во оваа балканска реторика и во балканска ситуација во Македонија брзо да се снајде и да навистина ги исполни очекувањата што во прва линија го бараат демократските сили во Македонија. Јас се надам дека нема многу простор и време да му треба за да види каде се наоѓа, бидејќи нели беше и на овие простори од 2004 година, дека нема тука да се изгуби време, како што велите, пред да се снајде на овие балкански простори. Господи Јорданова, што значи германското посредништво, воведувањето на германското посредништво во решавањето на криза? Од една страна секако значи поголема улога на Германија, која што и се очекуваше имајќи предвид реалната нејзина позиција сега во Европската унија, кога таа навистина има голема тежина. Од друга страна значи и една немоќ на европските институции, на комесарот и на Советот на Европската унија да со своето посредништво како единствена Европска унија да бидат поефикасни. Значи ова двојство, двојна порака постои во овој случај. Велите утврдено дека комесарот Хан не успеа да ја заврши работата за која што му беше доверена, особено можеби од моментот кога ја даде таа изјава дека не мора да учествуваат сите политички партии. Момент беше во јануари кога ја даде изјавата дека може да се оди и со три партии и тогаш веќе беше евидентно дека нема да има доверба од сите политички субјекти во тој процес. Воопшто постоеше едно таков несигурност, една флуктуација во односите, во пораките што се добива од Европската унија, така што неминовно беше да има посилен ангажман. Очигледно имаше и залагање за специјален представник на Европската унија. Тоа ние го имавме се до 2011 година, кога се заклучи дека веќе таков не е потребен. И еве сега се оди на едно друго решение, да се прати специјален пратеник од држава членка која што има голема моќ во Унијата. Од друга страна, Хан не работеше сосема сам, туку имаше и европратеници кои што беа вклучени и се уште се вклучени во целиот тој процес, како представници на различни политички партии. Сепак впечатокот е дека не успеа да пратат единствена порака, односно нивните компромисни пораки не можеа да бидат доволно јасни, токму затоа што секоја од партиите сепак малку си ја бранеше собствената опција. Поповски, дали вие согласувате дека ова е реакција на слабоста на ЕУ и на Хан да се справат со проблемот, особено што во целиот овој процес ЕУ инсистираше на некаков консензус и договор на политичките партии околу реформите и на тој начин голем дел од реформите предложени во извештајот на Прибе сушност паднаа во вода. Бевме сведоци колку пати, не знам, констатиравме дека еден период се инсистираше на решавање на состојбите во медиумите, па се заборави на тоа и да не ги набројувам сите останати. Требаше ли да се случи аболицијата на председателот Ѓорги Иванов, па да реагира целата меѓународна заедница и домашната јавност, за да дојде до вакви едни посериозни посредништва во обидот да се разреши криза? За аболицијата мислам е абсолвирано. Сите тоа 1000 пати го кажа овие денови, мислам не треба многу да се повторуваме. Но во основа спуштањето, ова е според мене спуштање на некое попрагматично ниво на действување на кризата, за решавање на кризата. Мислам дека Јоханес Хан после последната посета во Скопје, која заврши неуспешно, знаеме како си замина после тие маратонски преговори, не можеше да си дозволи уште едно доаѓање во Скопје во кој што тој ќе излезе како условно речено поразен, бидејќи не може да го реши проблемот. Без оглед на помошта од тројцата европратеници
И очигледно за сите овие месеци ние гледаме и во што се случува во Македонија. Некакво друго ниво на стратегија се подготвуваше за решавање на проблемов. Јоханес Хајндел е амбасадор во Австрија. Тој денеска има сериозни проблеми на местото кај што му е амбасадорувањето, бидејќи австрискиот премиер си поднесе оставка и на премиерското место и на функцијата во Социјалдемократската партија. Така што утре кога ќе замине за Берлин, ќе има за две работи да известува. Првата е што човекот кој што се спротистави на одлуката на Меркел за отворени врати за бегалците во март, кога ја промени, знаеме за тој состанок во Виена која беше, мораше да поднесе оставка по претседателските избори кои беа колапс за неговата партија и коалицијскиот партнер Народната партија. Така што таму има еден друг проблем кој што треба да се решава, а овој вториот за Македонија е колку да тоа според мои толкувања, колку тоа да изгледа екстремно надежно за Македонија, тоа е на едно ниво пониско од специјалниот пратеник на германското министерство на надворешни работи Ернст Рајхел, кој што е специјален представник за Југоисточен Балкан, кој што има една поголема слика за настаните што се одвиваат во регионов. Ова е човек со мисија, така да го наречем, за да реши, евентуално да помогне да го реши проблемов со кризата во Македонија. Многу е симптоматично според она што денеска го објави Дојче Веле од разговорот со портпаролот на Министерството за надворешни работи на Германија, дека тој овие денови после консултациите утре и задутре во Берлин ќе замине за Вашингтон, потоа во Хаг, па во Атина пред да дојде во Скопје. Значи во целата таа турнеја е исклучен Брисел. Оди во Хаг и председавачот на Европската Унија. Ние знаеме какво писмо испрати Берт Кундерс пред неколку дена. Најјасно до сега што било кое е соопштено од Европската Унија, но очигледно е во цела ова стратегија дека Брисел, барем структурите на Брисел, на Европската Унија се во овој момент тргнати малце, не се без консултација се разбира, да не бидеме наивни, но се тргнати дали тука да се избегнат сите тие замки на влијанието на Европската народна партија, таа социјалистичката група на социјалисти, реформисти, директоратот за проширување, таму да се испреплетени еден куп интереси, јас не би можел да вистина да не сме ние овдека сме, не можеме да ги толкуваме целосто работите кога не сме на лице место, но очигледно е прескокнувањето на Брисел. Колку дали сега Германија и Америка решиле таа оска да се направи за да се реши кризата, ние знаеме какви изјави амбасадорката Алхаузер даваше од почетокот на кризата. Тие беа секогаш кристално јасни. Никогаш не за враќањето на демократијата, за оставките. Какви пораки уште од 2013 година донесе тука покојниот министер Гидо Вестервеле, кога беше 3-4 месеца после настаните во декември 2012. Тие пораки не се изменети ни за 1 сантиметар. Сега тие секако беа во рамките на една заедничка европска политика, но сега ако почне таа една тангента да се прави меѓу Германија и Америка, ја верувам дека од тоа нешто повеќе ќе произлезе, но не би сакал сега ние да го очекуваме него како спасител, како бугарите што го очекува царот, па Борисов, па ова, па на се некој да дојде. Има едно такво очекување дека еве ова е навистина голема шанса да се вратат работите во некој колосек. Вие согласувате со дека можеби не треба толку. Јас сум исто предпазлива апсолутно во таквите проценки дека ние сега кој како да дојде да се смени го очекуваме како некој Deus ex machina ќе дојде во сред представата и ќе ги разреши сите проблеми. Не, напротив, убедена сум дека во овие моменти практично клучно влијание можеме самите ние да направиме со сосема нов пристап кон кризата и што и се случува, што реално се случува, имаме еден сосема друг настан, друг начин на демонстрација, друга енергија која што се појавува, други луѓе, што се носи нешто ново, но отвора и многу неизвестности.
И затоа многу повеќе би сакала, иако ова е тема на емисијата, повеќе би сакала да се разговара за целиот тој таков сплет на околности, отколку дека сега еден специјален пратеник ќе ги реши сите наши проблеми. Исто така, во никој случај не би ја подценила или оставила настрана улогата на САД во целава криза, која што, ако анализираме од почетокот до сега, е крајно доследна и особено безкомпромисна на прашањата на владење на правото, прашањето на специјалното јавно обвинителство, така што мислам дека таа карта во никој случај не смее да се заборави. Само уште нешто да додам, значи од тој последен пропаднат разговор на Јоханес Хан во Скопје со лидерите и денешнава ситуација нема ништо исто. Да, не, да. Комплетно е целата ситуација сменета. Значи, целата агенда што имаше Хан за избори, за избирачки список, за медиуми, бегалската криза, не зборам бегалската криза, веќе ја нема во Македонија. Сето тоа е оставено настрана. Сега имаме сосема друга агенда во која што агенда не е само шарената револуција, бунтот на граѓаните, гневот што се излева на улици, па и контра протестите и така натаму. Но ние имаме една влада која што не функционира. За утре треба да се достават списоци за кандидатските листи. Тоа никој не знае дали ќе има избори. Не може со таа агенда од пред 3 месеца да водиме разговори сега што беше тоа на списокот на желбите или барањата на Јоханес Хан. Сега е сосема друга ситуација, очигледно било потребно некој друг напор врз други основи поставен. Да го слушнеме Сенад Рамовиќ со неговото прашање. Повеле. Добро вечер. Пред се сакам да се заблагодарам што ми дозволивте да учествувам и да поставам прашање. Ние сме свесни дека сме мала држава со мали ресурси, која не може да дозволи ваква погубна и промашена политика од двете страни. Значи, го имаме револтот на опозицијата, излезе на улиците, од другата страна го имаме и контрапротестите на позицијата, која очигледно се плаши од нешто и одбива, значи, да биде послушна. Го имаме договорот од 24 во Пржино, кој уште не е, значи, заклучен. Имаме нерасчистен избирачки список, имаме нерегулиран закон за медиуми, кој опозицијата не сака да го спроведе. Дали со доаѓањето на специјалниот пратеник, позицијата е, како да се изразам, дали е отворена за соработка и дали ќе може да се донесе компромис и излез од оваа политичка криза кој секој ден тонеме повеќе. Тоа ми беше прашањето. Благодарам. Дали позицијата ќе биде склона за соработка? Во моментов имаме ситуација во која што позицијата, односно владата пред се ВМРО ДПМН кои што ги поднесоа листите, бидејќи само тие досега има дадено не листите, туку за избирачки списоци членовите, а сигнализира на еден начин дуи ДПА дека се отворени за натамошни разговори, односно дека е можно најверојатно да не одат на избори, е доведена во ситуација или да оди до крај, да оди сама на избори или повторно да преговара. И во овој случај мислам дека е многу значајно како во самата позиција внатре ќе се решаваат работите, бидејќи на крајот на криштата две се решенијата. Едното е да одат сами на избори и понатаму да се заострува ситуацијата во Република Македонија. Второ е да се изнаоѓа ново решение кое што веројатно ќе излезе малку поинакво од Пржинскиот договор, бидејќи таков каков што е. Не може да се, односно не се спроведе во целост, значи ќе мора нови услови, една ситуација во која што повторно со поголемо учество и на меѓународната заедница, но со многу поголемо учество на внатрешните сили на еден поширок фронт, не само двете партии, и помали партии, и граѓанското општество да артикулираат една ситуација во која што ќе почнат работите да се решаваат кон подобро. Не верувам. Сакаме да веруваме сите дека се ќе се реши со некое стапче магично. Не верувам дека така ќе биде, но верувам дека ситуацијата е значително променета, како што и Љупчо спомна. Сега имаме една сосема друга клима и јас искрено се надевам, иако нема такви сигнали, дека позицијата малку ќе преиспита дали ќе оди до крај, до зидот,
на избори сама и ќе влезе тогаш во една посилна конфронтација со сите, или пак ќе дозволи еден процес на почеток на разрешување на сите конфликти. Само што роковите веќе газат. Газат, ама ова што го кажува Малинка, треба некои факти да ги ставиме вака на хартија па да видите како изгледаат чудно. Никола Груевски нема излезено од држава од средбата со Џо Бајден во Вашингтон. Значи тоа е незамисливо за и дури кога беше значи остана уште колку уште една недела, 2 недели. Значи ни една средба нема. Министерот за финансии не отиде на годишната пролетна средба на гувернерите и министрите на финансии на сесијата на Светска банка и на ММФ. Значи имаме ние гувернерот една недела се појавуваше во јавноста со тие најави девалвација, недевалвација, има пари, нема пари, кредити, нема комплетен молк од министерот за финансии, што беше незамисливо до пред 3 месеци. Незамисливо, бидејќи и тој е одговорен како што е одговорен и гувернерот за состојбава во држава. Значи има нешто што се случува кој што ние од секојдневните настани забораваме да ги забележиме. Толку многу работи случуваат, иако нас не изгледа дека сето тоа е исто па исто, што работите се променети во, мислам дека во неповолна ситуација, во неповолното салдо за власта. Таа како ќе отиде на избори сама. Еве сега гледаме денеска информации дека и дури и за диаспората неофицијални информации се пријавиле, се регистрирале да гласаат само 3.500 души. Значи таму не може ни еден пратеник да се избере, бидејќи долната квота е за нормално пратеничко место со новиот избирачки закон 6.500 до 7.000 гласа. Дури таму еден пратеник. Значи се е тоа во едно исчекување, не само овдека, дури таму, и мислам дека работите за владеачкава структура се компримирани. Значи не може така лесно да му се каже не, како што на сега на Хајндел или не знам како што му рекоа на Јоханес Хан, едните и другите. Каква е позицијата, господин Рафаеловски, сега на оваа страна од преговорите? Тоа беше прашањето на Сенат Рамович. Дали мислите дека ќе бидат поотворени за аргументите, еве, на новиот посредник и не само, како што велат нашите гости, само на посредникот, туку на целата оваа развојна ситуација во Македонија? Видите, сега со овој нов посредник, де факто, меѓународната заедница се обидува да добие на динамика и сака малку методологијата на преговори да ја промени, но и понатаму основен елемент кој што треба нас да не доведе до целта е договорот од Пржино. И со овие промени малце се возможува на тој начин да се динамиката да се зголеми од една страна на преговорите, а од друга страна она што како технологија го имаат усвоено пред се ДПМН во смисла на една да кажам, не можам да кажам суптилна пропаганда и игра со медиумите, меѓутоа една навистина една едноставна пропаганда која што е на ниско ниво, меѓутоа очигледно покажува добри резултати во јавноста во Македонија. И они сега, обидувајќи се со таа пропаганда да ги чуваат и да ги застапуваат и да ги бранат своите ставови, по однос дека нели народот ќе одлучи, ние го штитиме народот, гласачите ќе одлучат кој треба да превземе одговорноста, гласачите се тие што треба да дадат доверба и кој ќе ја води, и во таа насока нели тие ќе се обидуваат и понатака да водат своја политика и да во преговорите со договорот од Пржино. Меѓутоа сега малку меѓународната заедница ќе сака малку да се помести и веројатно да ја смени таа од дипломатски аспект, да ја смени малку технологијата, што според нивни проценки би требало да дојде до забрзувањето на донесувањето на конечно решение. Иначе ситуацијата во Македонија по договорот на Пржино е многу јасна, кристално јасна, и ние сигурно се движиме во една насока во која што едни политики кои се покажаа за погубни, значи политики на Никола Груевски, политики на пред се идеолошки политики, на антиквизација на Македонија, на манипулирање со решавањето на државните
па и ако сакате националните интереси, па се до повторувањето на одредени економски чекори во промовирање на пораст, значи или идеи, да кажем, кои што неколку пати кои ќе се повторат стануваат застарени, така да на сите тие три полиња, па и на финансиското поле, со задолжување можеби околу 50% од бруто домашниот производ, што е негде 1,5 над буџетот што го има 150% од буџетот на Република Македонија. Значи ние и во финансиска, и во економска, а пред се во идеолошка гледна точка, политиките после 10 години, што е многу голем период, и на почетокот беа промашени, меѓутоа сега после 10 години евидентно дека се евидентираат како промашени политики и тие политики се на заменување. Наоѓа нов ветер, дуваат нови бранови и само е прашањето дали нашата заедница пред се интелектуалната кругови, пред се, да кажеме, луѓето кои што имаат најмногу одговорност и кои што најмногу треба да го понесат товарот на напредокот на државата, бизнис елитата, академската заедница, разумните политичари и така натака, да овој преоден процес го артикулира така да биде мирен, да биде достоинствен и да овозмежат еден добар нов почеток кој што младите генерации ќе може да ги понесе во еден побрз развој и пристап кон, да кажеме, вредностите на Европската заедница и така натака. Задоволен сте од одговорот, Рамон? Да, повеле. Господинот Зоран Заев, значи, изминатиот период, значи, како политичар, покажа најголема храброст. Со објавувањето на бомбите, излезе на површина сите криминали на актуелната власт. Власта тоа го негира, ако е небулозно, значи. Дали е можен нов пржински договор? Значи, да се реши подоаѓањето на овој специјален пратеник од Германија. И уште нешто за господинот Лјупча. Договорот, мислам, законот за регулирање на медиуми. Како, дали е, вие како го сваќате, дали е многу битен, како својство на новинар, да се донесе или ќе биде ветар и магла? Толку. Значи, за вас беше дали... Видете, договорот од Пржино е идеален договор. Значи, луѓето пред се, тогашните партиципанти на Европската заедница и на Соединетите американски држави го скроја и тоа е идеален договор. И единствено што не е идеално за Груевски е тоа што го потпиша. Значи, подпишувајќи го договорот Груевски, си прифати дека треба да си оди. Значи, тоа е вака со едноставни зборови кажано. И сега, во суштина, јас мислам дека Груевски, тоа еднаш кога го кажав и ќе го повторам пак, тој тргна добро како премиер, се развиваше по една константна нагорна линија, дојде до еден максимум и сега настапи едно заситување негово, недостаток на креативност и идеи и е време за повлекување. И сметам дека треба да најде достоинство и треба да најде политичка и државничка одговорност за сето тоа го доведе во една позиција и во еден тек каде што нашата држава и граѓаните на Република Македонија ќе го имаат најголемиот бенефит. Маленка, вие дали мислите дека договорот од Пржино ќе се спроведува или ќе се оди на некој на друг вид на договарање? Меѓутоа да се оди на некаква ревизија, нема да се прогласи дека е тоа нов договор, ке дипломатите сакаат да се ги чуваат своите успеси и ќе се држат до називот и тоа ќе биде некоја ревизија, ќе биде некаков анекс, како и да е, но ќе се повикуваат на договорот од Пржино, кој што впрочем има добри принципи и е компромис. Има лоши работи и за едните и за другите. Но да не форматот ќе треба да се смени. Значи проблемот со Пржинскиот договор е што предвиде некои работи во куси рокови, во кои што им даде само тежина на политичките елити. Практично целиот процес на политичкото одлучување, целиот фокус на внимание на граѓаните беше на тоа, каде што се исклучува еден нормален граѓански процес на влијание, на донесување на политички одлуки. И сега тоа сето продолжи и не може да продолжи до бескрај така. Значи, можно е форматот исто така малку да се смени, да се прошири, да се даде малку повеќе
артикулација, глас на различните мислења, не е ексклузивно само двете партии, но велам, од дипломатски аспект не верувам дека ќе го прогласат за мртв. Само ја да се дополнам, па ќе му одговорам. Да. Значи, во исто време лани, кога беше склучувањето на договорот за Пржина, од прилика во исто, во Женева 6 светски сили склучија договор со Иран. Значи, таму беше исто ставено дедлайн, како за многу работи во Македонија. Ја предпоставувам дека луѓето тргнуваат, дипломатите, дека за нешто кое се договориш, дека ќе го оствариш тоа. Значи, таму само за една недела беше продолжено подпишувањето на договорот меѓу 6 земји плюс со Иран. Значи, тоа е проблем кој што е 30 години. И која решија дека ќе се случи и од едната и од друга страна да се договорија и го остварија, затворија во Арак нуклеарната централата. Но овдека за обични, меѓу кои ова прашањето што поставува за права на за регулација на медиумите, условно речено регулација, и за други работи, за да и се дадат на специјалното обвинителство, заштита на сведоци, па други, никој тоа не го, мислам, тоа е несватливо кога ти го гледаш од европска гледна точка, затоа што се тоа работи беззначени во однос на целата слика. А интересите поединечни се сосема други, тие се подриваат тие договори за да се зачува личниот интерес и партискиот интерес. Ова што се однесува за медиумите се разбира дека е важно. Јас никогаш нема да кажам дека медиумите треба да бидат униформирани, доколку во некаква уредувачка политика има дека е продесничарски, значи еве Германија спомнуваме, амбасадор знае подобро, Франкфуртер Allgemeine Zeitung е наклонет кон демохристијаните. Зидоче Цайтунг е по социјална агенда има. Тагешпигел е за кон либералите. Значи ти не можеш вокацијата на весникот да ја уништиш со закони. Но можеш да преку агенцијата за медиуми да го запреш говорот на омраза, потоа да ги намалиш како што беа пред укинувањето според изборниот законник тие масивни реклами со милиони евра директно купување на медиумите и да ги држиш собствениците главно во рака за да може да ги командуваш. Пред една недела во истата таа Германија лидерот на тоа неонацистичко движење Пегида го казнија со 10.000 евра казна заради пост на Фейсбук. Значи, ако треба, ние имаме милион повици на линч во Македонија за ова или за оној, па лепење по студија вака и вака, па никој никаде не е одговарал. Мислам, од тој закон за медиуми би требало да ги регулира, а не наклонетост или поддржувањето на одредена политичка агенда, тоа е сосем легитимно. Нема што и сега, како сите ќе бидат неутрални, нема никаде во светот некој да биде, сите во Франција Фигаро е десничарски, Монте левичарски вестник. Па никој не прави проблем од тоа што овој повеќе навива за Саркози, овој другиве за Оланд. Мислам, тоа е небулоза да се постои, но другите делови кои што ја преминуваат таа граница треба да се регулираат и да не одат на штета на едни медиуми, додека другите се богатат во баснословно. Конечно се врата професионалните стандарди во професијата, ништо повеќе од тоа. Во текот на целиот процес на спроведувањето на договорот од Пржина, односно што на самиот почеток кога се потпиша тој договор, прашањето на сите новинари и на целата јавност беше како ќе се стигне со сите тие реформи, со исправување на проблемите кои што се детектира пред се во извештајот на Прибе, а понатаму и во тоа што беше дестилирано како некои итни реформи. Тука имаат вина, јас би рекла, сите учесници, бидејќи во еден момент се даваше значење на избирачкиот список, во друг момент на медиумите, во еден момент се заборави на едното, па потоа на другото, се правеа некакви тргни застани варијанти. Меѓутоа, сега не смееме да заборавиме дека пред да се преиде кон реализација на договорот од Пржино, видоизменет како што велите вие и така натаму, мора да се заврши една друга работа која што е трн во очите на сите. Вие велите тоа е одамна апсолвирано, но тоа не е решено, господине Поповски, тоа е аболицијата. Дали до тројцата поставам прашање, бидејќи се појавија некои шпекулации дека може да се прави некаков пазар на одложувањето на изборите со повлекувањето или не повлекувањето на аболицијата, дали
е можно да се мрдне напред без да се повлече аболицијата која ще даде председателот Иван? Ни случајно. Мислам дека тоа не може, тоа е како тоа е ќе фрлиме коцка преку Рубикон, ќе речеме дека понатаму законите веќе нема да важат. Мислам, со тоа не би се согласиле ни бројните граѓани кои што се секоја вечер, тука е ставена во Македонија во едно заложништво за околу таа аболиција. Председателот самостојно бил приморан сеедно тоа да не навлегуваме во причините кои тој ја донесол. Сега треба да се најде начин како таа да се повлече. Што може да се случи сега? Ние не знаеме, ќе дојде Хајндел во понеделник, како може во понеделник. На 11 ВМРО може да ги поднесе изборните листи и никој друг, Гром, пример, Народна партија на Јанко Бачев. Така. И другите да останат надвор од целиот процес, аболицијата да не е повлечена. Како понатаму ние до 5 јуни тој процес ќе го води и Хајндел и сите други што се во таа стратегија меѓународна и домашни играчи се разбира. Како ќе мора да има прво една излезност, дали таа ќе биде аболицијата, дали одложувањето на изборите, техничка влада, било како нешто сигурно се подготвува на неодредено време, а не на 25 септември или 2 октомври, пак и за тоа време нема пак да се усвои ништо. Ако имаме датум за 2 месеци, ја верувам дека ништо нема се усвои, дека тоа ќе отиде во празно расправи во парламентот, поднесување нови закони за сосема други работи. Така што аболицијата мора да се тргне некаде една точка што е најважна во целата работа е аболицијата. Како тоа председателот ќе може да ја проголта таа работа? Добро се зборува сега дека и собранието може да ја донесе таа одлука да го заобиколи председателот доколку се состане за да ги одложи изборите. Повелет? Јас сакам да се вратам назад, за да сватиме како се навлекувавме цело овој период. Значи во причина имавме неколку клучни точки. Преодна влада, избори, со сиот пакет за избори и итни реформски приоритети. Итни реформски приоритети имаат 5 точки: правосудство, надзор над безбедноста, борба против корупција, медиуми, јавна администрација. И тоа се со така подолга листа на работи. Од сето ова, изборите требаше да се заврши договорот некаде почеток на септември дури, па Државната изборна комисија и се доцнеше. Со се доцнеше. Од итните реформски приоритети, на крајот само прашањето на медиуми остана на маса. Ова друго се тргна. Зборува денес некој за надзор над безбедносни, никој не ни зборува. Значи полека стеснуваше агендата, не само што се стеснуваше агендата, туку ВМРО ДПМН многу вешто ставаше нови работи на маса, односно повлекуваше други потези како што е аболицијата, само што со аболицијата малку сгреши и оти претера. Оти на сите им брцна во очи, особено на меѓународната заедница. Сега ние доаѓаме во една ненормална ситуација да зберуваме за аболиција и за ова секако да е нормална работа, кој малте не да било предвидено со договорот Пржина, всушност ВМРО ДПМН ја менува агендата, наметнува нови работи, менува некаква преговарачка позиција. Ние тоа го толерираме, тоа го толерираат странците, затоа што гледаат некаков сиреален однос на силите, а всушност она што треба да се направи е што побрзо да се обезбедат услови оваа корумпирана влада да одговара и да се обезбедат што полесно услови за преод. Оти која да е преодна влада, идна влада, каква и да е, ќе се соочи со многу проблеми кога ќе се откријат сите дупки што произлегуваат од оваа досегашна корупција, водење на политиката, онака како што зборувавме дека се води. И затоа мислам дека треба да се тргнеме од навлекувањето на агендата како што ни ја поставува ВМРО ДПМН. Туку да се постават новите постановки, новите барања на маса, да размислуваме што по една година, што по 2 години, кои се новите теми за Македонија, бидејќи доста беше со овие теми, со антиквизација, со ова, со она, крај. И тука ја гледам нашата улога. Значи, нам нема да ни донесат агенда странците, ќе ни помогнат дипломатски, ќе ни помогнат со моќ. Оти реално имаат моќ. Ние сме толку моќни колку што сме, а се помалку сме моќни колку што повеќе имаме криза и колку што повеќе не можеме да разрешиме криза. Затоа велам во овој момент кој што е пресвртен, многу е битно ние да ја поставуваме агендата, да ја артикулираме прашања, да бидеме свесни дека ќе требаат компромиси нови,
да не бидеме непомирливи, да поставуваме некакви нови правила на однесување, на почитување, на диалог. Таков пресврт ќе мора да се прави. Нови гласови да се слушаат. Па и нови луѓе видовме многу и нови имиња и нови идеи и тие треба сега да понесат кон нов диалог, нова артикулација. Само не е само ВМРО, тука и ДУИ. Не е само ВМРО, тука апсолутно. Се сеќаваш добро кога Апсолутно. на тој состанок кој беше и со опозицијата и во Министерството за финансии кој беше Хан, Фатмир Бесеми кога изјавуваше дека веќе направен е план за спроведување на итните реформски приоритети владата. Веднаш беше. Да, веднаш таму сега Кога ние не? тоа ќе направиме за 3 месеца, тоа ќе завршиме, Така. ништо. А тој ја водеше целата работа, тој ги координираше сите министерства за реформите што треба да се Ако се вратиме вршат. сега на овој денешен ден, значи се соочуваме со една ситуација кога имаме десетина дена една статус кво ситуација, односно непредизвикување на реакција, каква што, например, може би очекува граѓаните на протестите да предизвикаат или не знам овие најави за нови посредници во целиот овој процес. Господин Рафајловски, вие еве како дипломат можете ли да претпоставите или може би имате информација, знаете дека сега се водат нели тајни преговори. Ван Хојте со неговите мачки вели зборуваме тајно, но да не дознаат граѓаните, што помалку знаат тоа подобро. Тоа е неговиот последен пост на Твитер. Дека се прават обиди од страна на амбасадорот на Европската унија, американскиот амбасадор и останатите амбасадори тука да се издействуваат овие чекори на подготвување на ситуацијата пред почетокот на незината разрешница, односно преземање на нешто пред овој датум 11 кој што е за 2 дена кога треба кандидатските листи да бидат доставени, свикување на собранието, повлекување на аболицијата и така натаму. Мислите ли като нешто од тоа ќе се заврши? Убаво си ги разгледувате работите од еден хронолошки ред и од една, да кажем, ние викаме тоа научна новинарска гледна точка или истражувачка. Ја повеќе ги гледам, можеби повеќе површно од вас. Меѓутоа, сметам дека избори нема да има сега и тоа само е важно како ќе се најде една правна формулација и како таа правна формулација ќе се вклопи во членовите од договорот од Пржино. Значи сега избори нема да има, тоа го знае Груевски, тоа го знаат и овие што се од опозицијата. Меѓутоа, ке нас во нашето општество, а дали ќе има во септември, што е желбата, да кажеме, на членовите на ДПМНЕ, или ќе нема пак, тоа е големо прашање. Според мене, јас не сум не предвидувам иднината и така, меѓутоа според мене избори ќе има во оној момент кога ќе се исполни договорот од Пржино. А кога ќе се исполни договорот од Пржино, многу зависи и најмногу зависи од ДПМН, односно од Груевски. Меѓутоа во Македонија проблемот е друг. Во Македонија ние имаме проблем со ерозијата и со ненормалниот пат на вредностите. Значи, на вредностите, пред се на политичките вредности. И тој пат е, да кажеме, евидентен во последните, да не претерам, ама сигурно 9 или 8 години. Значи, ние можеме да погледнеме наназад и да побараме политичари активни или дипломати и да кажеме овие дипломати или овие политичари имаат една вредност, имаат интегритет. И јас мислам дека ќе треба да се мачиме со денови и со ноќи и пак нема да одговориме кој од овие политичари, дали е тоа председателот, дали е тоа премиерот, дали се други некои амбасадори и така натака, дали овој политичар има интегритет. И уште многу поважно, уште две вредности ќе наведам, кои што е сега неопходни да ги ние промовираме и да тие бидат систем на однесување во следниот краткорочен период меѓу политичарите, а тоа е простувањето и помирувањето. Сега, помирувањето е еден процес кој што веројатно ќе трае долго и тој ќе отпочне, да кажам, кога ќе си замине оваа политичка елита и кој ќе дојде една нова политичка елита и тогаш ќе треба да почне процесот на помирување. И тој ќе трае и ќе биде болен, меѓутоа мора и неопходно е да заврши со простување. Меѓутоа политичко простување, разбирам, а не и простување, да кажам, во смисла на економскиот
криминал или она што е, да кажеме, драстично направено во прекршувањето на слободата на медиумите, меѓутоа и она што го слушаме во бомбите, што беше едно од вашето прашање. Меѓутоа, девизата во која што ние ќе мораме да се движиме во смисла на ова моралните вредности во политиката е помирувањето, простувањето и нов почеток. Да го слушнеме Бугајски Илија. Господин кој имаше пријавено прашање, повелете. Во интерес на времето, ја би бил мало краток, не би бил поставувал прашања од парцијални работи, него глобално едно прашање. Јас ќе се обрата мало на еден стиковит начин, за да може да биде поприступачно тоа прашање до сите присутни. Општеството го сваќам како два круга. Економска база и правно-политичка надградба. Знаеме сите што значи економска база, која е увек во динамик. Знаеме и економско, тоа е правно-политичка надградба, која што е се труди да биде статична. Кога тие два круга ќе се доближат, можно е, а и секојаш тоа тука се, затоа реков, други закони владеат, до ескалирање на случаевите, на допир на тие два круга. Дали кај нас, во македонсково општество, тие два круга не се толку опасно доближени, што може тој допир да ескалира од социјални немири, од широки размери, во секој профил на нашето обстојување. Пошто знаеме ние дека правно-политичката надградба кај нас не е еластична, не е флексибилна, не сака никој фотелјата да ја помери, да остави простор за ширење на тој круг на економската база. Се плашам дека кај нас тие два круга сега во овие временски интервали се толку опасно доближени што може во секој момент да ескалира во некои социјални немири од широки размери. Би сакал да се вака подискутабилно тоа. Кој сака не Побоски? Иако малце поопшено рековте дека ќе бидете пократок, а поопшено, ама јасна е поента што сака да кажете дека политиката ја доведува до самиот раб социјалната издржливост во држава. Дека не достига само многу малку, или малце повеќе доколку има пари за тоа да експлодира. Јас се плашам дека со запрените славини за пари за државава, во кој што ќе може да ги алиментира пензиите, платите на вработените во администрацијата, во здравството и така натаму, дека тоа може преку ноќ да експлодира, бидејќи луѓето се уште живеат во една илузија дека на 5 во месецот пензии ќе стигнат. Бидејќи ние од јануари, февруари, таму не знам од кога, може и од веќе на крајот од минатата година, нема свежи средства во буџетот, последната обврзница 250 милиони што се влезени, со кои што треба да отплаќаме стари кредити и дека секоја неделно задолжување на пазарот на пари во Македонија е само за да се вратат старите долгови, а ќе стигнат и нови. Ние влегуваме во тој магичен круг што може двата тие круга да се спојат. Немаме доволно информации, но очигледно работата не е да кажем розова, туку не е ни сива. Ќе оди на кај некои црни нијанси. Пари снемува, тоа го гледаме и по изјавиве на бизнисмените во последниве денови, дека не им се исплаќаат од ДДВ, од ова, од она. Ја не знам како се држи во буџетот во кондиција, бидејќи нема приливи. Ние го знаеме тоа, нема приливи, нема кредити, нема. Еве оние што рекуваат во актор, значи не знаеме тие, значи за изградбата на автопатот, дали се тие парите што ние треба да им ги дадеме на тие вработени или се грчки компанијата што грчката компанија треба да ги даде. Нема никаква, има затвореност на цела информација. Министерот за финансии, како што спомнав пред, како нема никаде да објасни оваа критична ситуација, но очигледно работава доаѓа до некаква катарза. Се надевам дека таа нема да излезе од тој политички круг, туку да донесе до
до големи безредија, но ништо не е исклучено. Гледате вчера во Атина што се случува. Се 2 години штрекува за да дојдат на власт Сириза. Вчера имаше огромни безредија за тоа што Сириза треба да го донесе нови кратења. Молотови коктели, тепачки со полиција, нормална ситуација во една демократија. Мора да се издржи. Не така што јас немам целосно валиден одговор што можам да го дадам, но работите не се убави. Прашањето е толку широко што можеме да одбереме аспект кој го сметаме за значаен. Финансискиот е секако можеби најактуелен во овој моменти. Ризиците на финансиска нестабилност се големи, но едно системско прашање на односот меѓу економијата и ајде да кажеме правно-политичката надградба, онака како што ние сме го учеле тоа едно време. Прво, имавме тенденција засилена овие изминати години, додека се ВМРО ДПМН идуе на власт, на позасилена интервенција на државата во економијата. И тоа беше она регуларната интервенција и преку правно и со економски и финансиски мерки. Втората интервенција е што всушност преку државната интервенција имаше партиска интервенција и партиско мешање, и тоа всушност го стесни просторот за економските субјекти, затоа што основна задача пак на државата не е да го зголемува мешањето, барем според моето убедување, кое што е повеќе либерално, туку да обезбедува еднакви услови за сите. И сега ова е еден од системските, критичните проблеми што понатаму ќе треба да се расчистуваат. Убаво што Рафаеловски го спомна проблемот на интегритет, морални вредности и така натаму на едно цело друго ниво е всушност нивото на еднаков третман. Еднаков третман на граѓанинот, еднаков третман на бизнисот, нешто во што ние сега изгубивме доверба. И тоа е и од аспект на граѓаните од иста етничка припадност и од аспект на граѓаните од различна етничка припадност. Значи, ова прашање беше многу добро и ви благодарам. Значи, врската меѓу економско-финансиската база и капацитет на државата и визави правниот систем и политичкиот систем. И тука многу кратко јас само можам да кажам дека точно имаме многу убаво прашање и можеме да дадеме многу убави паралели на она што сега е деструкција и да кажеме не само бавен раст, односно назадување на економијата и финансискиот систем. Значи ние знаеме прво дека порастот место проектираните 3,5% на бруто домашниот производ сега е негде околу 1,2%. Бројот на невработени исто така не се намалува. Капацитетот на младата генерација и она што тие имаш да го понудат бега надвор од земјата, се повеќе, и на тој начин задолжувањето расте и на тој начин полека се ствара и во бизнис заедницата еден страф како и што понатака. Тоа е едниот столб. Вториот столб е правниот систем и со овие бомбиве видовме тотална деструкција, ерозија, неморал и навистина една катастрофа во она што се случува во правниот систем во државата и во правосудството, меѓутоа и тука и Уставниот суд е директно погоден и не за џабе иницијативата на меѓународната јавност за формирање на овој специјалниот јавен обвинител и мислам дека можеби и втор чекор ќе биде исто да се формира и некој специјален суд кој што ќе може тие работи, кој што ќе може правниот систем како втор столб да го постави на едни нормални демократски гранки. И третиот е она што рековте политиката и тука е најголемиот пропаст затоа што ДПМН и покрај тоа што носи еден многу добар наслов во своето име на својата партија, тој апсолутно ги напушта традициите од таа идеологија. Не само што ги напушта, него се обидува со, благо кажано, со фалсификување на една политичка историја, со фалсификување на политичко лидерство да прави еден нов политикум кој што отворено донесува то пропаст на она што ние го имаме и што ја во неколку наврати го велам,
и што е неопходно потребно во Македонија, а тоа е етаблирање на една политичка хигиена. И на тие три степени, економскиот, правниот и политичкиот, ДПМН значи крахира и според тоа, прашањето е стварно ви е на место, ние можеме пак да повториме и да кажеме дека во интерес на демократската заедница е неопходно брза разврска на настаните и да кажам еден благ преоден процес во кој што ќе имаме нова политичка гарнитура. Поповски, вие пишувате за авторитарна трансферзала Скопје, Белград, Будимпешта. Тоа е последниот или еден од вашите последни текстови. Велите ЕУ замижува пред популисти, верувајќи дека конечно ќе дојде редот на демократијата во овие земји, што е опортунистичка европска самоизмама. Јас инсистирам цело време дека ќе направи некакви промени доаѓањето на Хајнтл во нашата ситуација. Вие велите да не се надеваме толку, меѓутоа, што е тоа што треба да се издействува за да речеме дека вниманието на Германија во овој момент покажува дека ваквиот пристап за кој што пишувате вие во Македонија ќе се промени? Дали е тоа со некакво волшебно стапче известување, еве што вели господинот Рафајловски, специјален суд, да речеме техничка влада, зависно од тоа какви би биле согледувањата, што ќе доведе до навистина реален исход прифатен од граѓаните во земја. Значи, треба да се направи една дистинкција кога политичарите од Германија или Холандија настапуваат во името на нивната земја или и политичарите кои што доаѓаат од Брисел. Тоа има голема разлика. Ја ова што сте го спомнали, го претежно се однесува тој цитат на тој делотекстот на оние пораки што доаѓаат од Брисел, од структурите на Европската комисија или Европскиот совет. Како што беше досега кај нас. Да, тоа е сосема различно. Еве ја преска што го спомнав случајот со Вернер Фајман, австријскиот канцелар. Значи, тој после 3 месеца поднесе оставка од како се спротивстави на Меркел за решавање на мигрантската криза. Нормално се случија тие председателски избори на кои што неговата партија и другиот коалициони партнер доживеа голем пораз, но огромен дел од општеството не се согласуваше со тоа цврсто одбивање на бегалците на нивната граница и поставување на жичаната ограда на границата со Словенија. Значи, тоа е односот не е Виена-Брисел, туку Виена-Берлин. Значи, таму кај што големите земји во Европа одат по нивната, по таа нивна трансферзала, да кажам, на морални, демократски и други начела, влијанието и резултатите се поголеми. Онаму кај што ќе се вмешаат сите структури во Брисел, значи, што преска го зборувавме, од влијанието на партиските, на сестринските партии и други, беше тука пратеничкава на Хрватската селанска странка во Европарламентот Петир, тука да им даде некаква поддршка. Значи, тоа е дел од некаква поголема поддршка што би можел секој за таа партија да издействува одредени погодности. Но последното истражување на Мартенс, центарот на Европската народна партија, веќе покажува дека работите може да се сменат. Значи, Европската народна партија има свој истражувачки центар според Вилфред Мартенс, покојниот нивен председател, во кој што за прв пат отворено се зборува за грешките што ги направила нивната членка ВМРО ДПМН во политиката во Македонија. Дека власта е авторитарна, дека има со националистички тенденции, дека е многу корумпирана и дека се потребни промени во Македонија, што беше незамисливо до пред 2 месеца. И тоа на конференција на која што учествуваше министерот за надворешни работи, тоа е презентирано за надворешни работи Никола Поповски. А за ова јас верувам дека успехот на европската политика, не би рекол за Унија, европската политика во Македонија ќе биде една одскочна штица за натамошното действување онаму кај што можат повеќе да действуваат во Србија, за земјите кандидати. Нормално во Унгарија помалце тоа можно, но и таму Орбан се повлече од многу предлози што ги даде на почетокот на првиот мандат под голем притисок. И дека ова ќе биде одреден лакмус за начините за действувањето во
знаеме какви проблеми има Србија и со медиумите и со авторитарноста, мислам тоа се речиси пресликани модели македонски и српски во овие последни неколку години. Јас не сум толку песимист колку што Да не сме во уфорија само поречено. Не сум песимист дека може да се сменат работите. Работите се променети без оглед, само некои очекуваат дека тоа ќе биде многу побрзо, некои, значи тоа е целиот систем веќе се рони како под налет на големи бранови. Тие бранови не се само европски, не се само и од шарената револуција, не се туку тоа е осипување на општото морално ткиво и кај владеачките партии. Така што тоа ќе дојде, само прашањето е колку време е потребно тоа и како ќе дојдеме до таа точка за која што зборуваше амбасадорот Рафаеловски преска, ќе дојдеме на некој модалитет за нов почеток со некакво помирување, условно речено помирување. Добре, од првите чекори да почнеме со вас, господин Малинка, значи кои се чекорите кои што мора да се преземат за ние да се обидеме и дали воопшто има се уште можност да ја задржиме препораката, која што е сега замрзната, и да се избегнат санкциите на што ЕПИ апелираше, санкциите најавени од страна на меѓународната заедница да не ги погодат граѓаните, туку да бидат насочени кон оние кои... Значи, земањето на препораката е всушност политичка санкција. Правните санкции се оние за замрзнување на имот, дозвола одземање на правото на влегување во земјите членки и така натаму, и тие се носат едногласно. Се носи едногласно и ова практично. Препораката за членство ја носи Европската комисија. И таа не е едногласна. Значи, таму им е полесно да ја одземат препораката за членство. Практично таа и не постои во моментот, бидејќи ако го анализирате точно текстот од заклучоците на Европската комисија, таму се вели дека тие се подготвени повторно да ја дадат препораката. Значи, комисијата да ја даде препораката. Препораката никогаш не беше ни прифатена од Советот заради познатата блокада од Грција. Но во секој случај, политички, тоа ќе значи многу, затоа што не се случило такво нешто предходно, таков преседан не се случил предходно, и лошо е за Македонија, лошо е за граѓаните на Македонија, лошо е за било која влада, каква и да е, оти ќе треба да тргне неколку чекори поназад. Што ќе дојде? Која и да е, идна, идна преку таа, уште една, сите ќе ги чувствуваат последиците од тој статус. Затоа што знаете, многумина не ги читаат во детали извештаите, не ги читаат во детали идните реформски приоритети, читаат. Македонија е држава за која што се препорачани преговори. На Македонија и беше одземен статусот на и одземена препораката. Самото тоа во едно сиже за Македонија кој што ќе се појави било каде е многу лошо. Лошо е за нас како граѓани на Република Македонија. Затоа ние апелиравме дека тоа не треба да биде сторено. Значи дека не треба да се направи формално снижување на статусот на Република Македонија. Во секој случај за тоа се одлучува во принцип тогаш кога се одлучува за извештаите, се одлучува во октомври-ноември. Значи во нормална ситуација ние треба да имаме време до октомври-ноември да се избегне тоа. Но она што треба да го направат европските институции и државите членки кога не можат да постигнат согласност заради сето она што го дискутиравме предходно, е да покажат јасен сигнал дека нешто не се толерира. Она што го кажуваат сега со аболицијата, тоа не може да се толерира. И јасно да се укаже на политичката одговорност и ако треба да се дадат санкции, ако не можат едни, можат други на одредени лица, во случајов председателот затоа што ја изрекол аболицијата и така натаму, што ќе биде јасен сигнал до нив. И тоа нема да биде убаво за Македонија во целина, ама нема толку да ги погоди сите граѓани. Јас сега само се надоврзам на она што Љупчо претходно го кажа. Ние треба да имаме предвид да сме реални, дека капацитетот на Европската Унија за проширување сега не е ист како што беше пред десетина години. Во меѓувреме беше финансиската криза, сега е бегалската криза, се зголеми Унијата, има внатрешни превирања, внатрешни политички екстремности. Европската Унија е политичко битие, не е некој технократски механизам во Брисел, туку се тука
политичките партии во позадина, политичките разни влијанија и кога сето тоа ќе се помножи со 28, тоа е навистина сложено. Како и да е, капацитетот нивни за проширување денес е помал и тоа повеќе политички отколку финансиски. Финансиски веројатно би можеле да го проголтаат Балканот и покрај кризите. Но она што им е сега проблем е единствената заедничка безбедносна и надворешна политика и тоа поврзана со нивните внатрешни ситуации. Значи, доколку тие не можат да го решат прашањето на една кандидатка мала како што е Македонија, за крупни прашања на владењето на правото, се поставува прашањето на нивниот капацитет да ги решаваат, воопшто да бидат глобален актер, нешто што стои во нивната стратегија. Значи, ако не можат овде, се става на тест нивниот капацитет, што после Македонија како пример за околината. И тоа е уште едно прашање каде што... И токму затоа се наоѓаат вакви решенија, каде што Германија решава да истапи напред за да покаже дека сепак има капацитет и има волја да се решаваат некои проблеми. Имаме уште многу кусо време, меѓутоа господин Рафајловски, ме интересира вашето мислење и вие сосема кратко, само 2 минути имаме. Не продуктивни преговори претпоставам дека овој пат граѓаните нема да дозволат. Дали ви очекувате сите да продолжат протестите и по вклучувањето на германскиот посредник во преговорите и додека течат тие преговори, граѓанскиот став да се слуша од улица? Граѓанскиот коментар на тоа што се договара да се слуша од улица? Значи, паралелно протестите ќе си траат не поради тоа што некој ќе ги нарачува, едноставно поради тоа што има незадоволство кај добар дел од граѓаните и тие тоа незадоволство и револт ќе го искажуваат на нивен соодветен начин. Од друга страна, преговорите ќе си течат и проблемот е што се надевам дека Груевски конечно ќе свати дека со досегашната негова политика, штитејќи еден виртуелен патриотизам во форма на надградување на еден македонизам кој што го базираше на едни лажни историски факти, наместо да гради еден солиден и одржлив инструмент на демократија, односно да гради државата. Значи, ние имавме до сега една погрешен пристап кон политиката, штитејќи го тој виртуелен патриотизам во форма на македонизам, заборавивме дека треба де факто да градиме нашата држава, да ја градиме институциите на нашата држава, преку правниот систем, преку слободата на медиумите, преку пазарното и социјалната економија и така натака. И што ни се случи како последица? Голем дел од младите бегаат од земјата и тие се осеќаат, се чувствуваат очајни, бидејќи имаме процеп и нема такво лидерство кој ќе им понуди на младата генерација една идеја која ќе ги сплоти и која што нивната енергија, младешка енергија, ќе ја фокусира во развојот пред се на институциите на државата и економскиот прогрес. А може својата иднина во својата земја да ја види. Јас би имала 2 пораки. Едната е кон партиите на власт и другата е кон сите оние што се обединуваат во борбата против неа. До партиите на власт е дека што побрзо расчистат со корупцијата, толку ќе бидат попатриотски. И едните и другите, и толку ќе бидат повеќе за својот народ. Значи, на крајот на тоа се сведува. А до сите други, дека ќе биде потребно многу трпение, многу ум и многу компромиси, но дека некои основни вредности, што ги спомнавме, ќе мора да бидат водолка во сето тоа. Значи, интегритет, еднаквост, нешто мора да се врати како верба на граѓанските права, верба во институциите и градење, да се изгради повторно до вербата кон институциите, нема да биде воопшто лесен пат. Значи, ќе мора многу диалог, многу да се слушаме едни со други, да попуштаме, ама во име на некои почитување, на некои основни вредности и така може полека да се гради. Повторно да ги градиме институциите, од инаку мислам дека ни трето некое премреже тешко ќе минеме. Ја мислам дека протестите ќе продолжат барем до 5 јуни.
да видиме како тој некој медник, датум медник што треба, бидејќи не знаеме сега, не гледаме у кристална топка за да видиме кој дали ќе се дали ќе има формално одржување на изборите, дали Чичаковски ќе го подпише списокот, не е важно. Повеќе од важно. протестирам бараше да учествува во некакви наредни преговори, меѓутоа на ниедни преговори било каде било во светот не учествуваат граѓански активисти. Дури за климатските промени договорот што беше го склучија државите, представниците на владите. Значи и тука тие може да дадат придонес, да се слушне нивниот збор, но е илузорно представници, колку и да звучи тоа грубо, представници од граѓанскиот сектор, еве Малинка е представник од граѓанскиот сектор, за да учествува на преговори за политичко реорганизирање на власта или така натаму. Тоа е едноставно така функционира секоја држава, така функционира систем во која било држава во светот. А мислам дека сега главните преговори што следат и во овој момент и понатаму што следат ќе бидат едни преговори со ВМРО ДПМН и на Хајндел и на другите, дека во основа другите како тоа тие да се повлечат од нивната позиција, а да не испаднат поразени. А сушто пак ќе испаднат поразени. Сите преговори се во таа насока. Тука е главната улога и на Хајндел и на другите. Мислам дека во тој правец треба да ги бараме решенијата. Значи, еве, ние го очекуваме Хајндел следната недела, ќе видиме дали навистина ќе дојде и кога ќе дојде. Следниот понеделник повеќе работи ќе се разјаснат околу предлагањето на листите на кандидати за пратеници од страна на политичките партии, дали председателот ќе повлече аболицијата, што е барање од цела меѓународна заедница и од домашната јавност. Со најактуелната тема следниот понеделник се гледаме за 7 дена. Пријатна вечер.